Кугларскиот клуб Мак Петрол постои повеќе од 40 години, од кои 15 во низа се носители на шампионската титула во Македонија. Предводени од тренерот и играч Виктор Николовски, момците неодамна повторно станаа шампиони. Неодамна ја освоивме последната и 15-та титула која што ни е на некој начин јубилејна. Чувството за мене како играч и тренер е фантастично, затоа што сум прва година тренер. Најзаслужен ме прашавте кој, па не можеме да кажеме дека еден човек е најзаслужен. Можам да кажам само дека целата екипа работеше многу напорно и затоа сите би рекол дека се најзаслужни, но сепак резултатски во последниот надпревар кој што беше најбитен, најзаслужен беше Сашо Трпковски, кој што имаше највисок резултат, и Игор Беличански, кој што имаше втор резултат. Низ медиумите се пишуваше за вашиот последен успех и меѓу другото, дел од вашата екипа изјави дека всушност успехот се должи на многу работа, многу труд, многу вложување, но сепак и во позадина стои едно големо пријателство. Кој се е дел од тимот кој што победува 15 години поред? Тимот покрај двајцата луѓе кои што се во управата има уште 10 играчи, меѓу кои што сум и јас. Ако ги набројувам сите, веројатно некои ќе ја заборавам, па ќе ми се налутат. Велиме дека тоа е резултат на едно убаво пријателство, затоа што поминавме една година во покрај тренирање и надпреварување, во дружење, во забава, во понекогаш и понекоја пијанка, и тоа е тоа. 15 години поред шампионска титула. Вие сте споменавте прва година тренер, но низ годините сте биле дел од успесите на кугларскиот клуб Мак Петрол. Што значи да се одржува 15 години во континуитет титулата, да се биде најдобар? Па пред се 15 години поред титула значи дека управата која што стои позади нас и компанијата Мак Петрол секако која што е финансиер на клубот, добро вложува и добро работи, има добра стратегија која што очигледно дава резултат на долг период. Тоа е секако главната причина. Покрај тоа нормално и тоа што секогаш во нашите редови играле најдобрите играчи, кои што од лигата Мак Петрол успеал да ги собере како најквалитетни и се покажало дека тоа е очигледно резултат за успехот. Куглањето како спорт во Македонија, односно како организиран спорт, датира од 72 година. Од тогаш почнуваат првенствените настапи во републиката, дека пак Мак Петрол како клуб од 74 година постои како организиран надпреварувачки клуб. Од тоа време до денеска куглањето напредува како спорт до овие денови во денешницава, каде што не можам да кажам баш пофални спорови, бидејќи последниве години малце назадува куглањето, од причина што знаете како и во другите спортови инвестициите се главен збор водат. Многу малце има компании кои што се спремни да вложуваат во куглањето, така да ние практички назадуваме една единствена компанија кај нас која што во моментот вложува, тоа е нашата компанија Мак Петрол, затоа и нашиот клуб така екзистира и 15 титули освојува последователно, дури на меѓународна сцена бележи успеси. Моментално во нашето првенство, македонското првенство во куглање, се надпреваруваат 6 екипи, значи спаднавме така на 6 екипи, во едно време имаше и многу далеко повеќе, но ние се трудиме да го одржиме и мислам дека ќе го успееме да го одржиме куглањето како спорт, да го има на овие простори. Се надеваме дека во идниот период и заедницата ќе ни излезе во престрет, затоа што во моментов немаме никаква поддршка од институциите, доколку не добиеме во најскоро време и кој знае каква ќе биде иднината на овој спорт. Реално, каков е интересот за нови луѓе кои што сакаат да се приклучат во вашиот клуб? Има ли интерес од страна и на жените, бидејќи во вашиот клуб има ова машка категорија? Каков е интересот воопшто во Македонија за ите новите луѓе кои што сакаат да станат дел од куглањето? Па вака видите, директно некој кога би дошол во куглана и би посакал да стане член на некој клуб, тоа е во моментов практички невозможно да ја кажам, од причина што клубовите се лимитирани со бројот на играчите, затоа што немаат средства да плаќаат куглана, тренинзи, надпревари. Ние тоа го имаме како клуб
и тоа не ни представува проблем, но па лимитирани сме од друга страна со тоа што имаме 10 надпреварувачи, 10 куглари и доколку би зеле уште повеќе, тоа нормално би изголемило трошоците кои што во овој момент тешко се надоместуваат. Да ви кажам, другите клубови тешко излегуваат на крај со подмирување на тие трошоци. Рекреативно можат да се занимаваат сите во куглана, ова е стварно многу убав спорт. Ја можам да им порачам на луѓето да дојдат во куглана, да се запознаат со куглањето, да видат дека е стварно убав спорт, така да со омасовувањето тогаш ситуацијата би се подобрила. Вака во моментов е многу тешко. И не знам каква ќе биде перспективата доколку евентуално не добиеме подршка од заедницата. Најтешка состојба во нашата држава е околу женското куглање. Затоа што пак тие финансии што ги кажуваме и што го спомнуваме цело време одигруваат својата функција. Во Македонија постои само еден женски клуб. Минатата сезона или оваа што заврши сезона не се надпреварува од финансиски причини, но сега повторно од наредната сезона, како работнички 2015, ќе се надпреваруваат и бидејќи немаме други екипи, тоа е само една женска екипа која воедно е репрезентацијата на Република Македонија, немајќи услови да се надпреварува и да формираме нова женска лига, извршниот одбор на Куглашката федерација на Македонија дозволи да женската екипа и оваа година се такмичи со мажите или во машката лига, колку да има надпреварување, тренинзи, утакмици, за да кога ќе дојде време да ја представуваат репрезентацијата на Македонија, да бидат колку толку подготвени за тие надпревари. Со години наназад, во сеќавање на поранешниот генерален директор Гаврило Гаврилски, кугларскиот клуб Мак Петрол го организира истоимениот меѓународен меморијален турнир. Одамна, овој турнир се смета за еден од најдобрите на светско ниво, а истиот е влезен и во светската меѓународна кугларска асоциација и се бодува на АТП листата. Тука морам да ви кажам, сме на едно многу високо ниво. Јас сепак морам да искажам една голема благодарност од сите нас луѓе кои работиме во куглањето до извршниот одбор на компанијата Мак Петрол начело со председателот Андреја Јосиповски, кој ни овозможува финансиски средства да го организираме и овој турнир, како што рековте, меѓународен меморијален турнир Гаврило Гаврилски, оваа година беше по 21 пат. Што значи 21 година поред ние го организираме овој турнир, кој е еден од најаките турнири во Европа, турнир на кој учествувале и учествуваат многу јаки екипи, странски екипи. Имаме секоја година по 3 странски екипи и домаќинот Мак Петрол. Можам да ви кажам дека овој турнир е и престижен во Европа, бидејќи сите од надвор екипи се интересираат да учествуваат на овој турнир, од причина што е и јак, меморијален, меѓутоа и што наидуваат на едно големо гостопримство, а се знае ние македонците како можеме да ги пречекаме и да ги испратиме, така да сме премногу задоволни од организацијата и од успесите и пак ќе кажам највеќе од другарувањето на спортистите од цела Европа кои во тој момент се присутни на турнир. Какви се идните планови на кугларскиот клуб Мак Петрол? Ве очекува ли некој важен надпревар во блиска иднина? Па да, ние секоја година имаме, бидејќи заврши првенството и сме, како што спомна, 15 пат шампиони на Република Македонија. Ќе учествуваме, секоја година учествуваме и оваа година ќе учествуваме на светскиот куп, кој ќе се одржи некаде тамо октомври во Болцано, Италија. На тој турнир, на тој светски куп учествуваат сите прваци на земјите од Европа, од светот, кои се присутни во куглањето. Тоа е врвот на светското куглање, таму се најдобрите светски играчи.